А дома опозицијата излегува на протест за Македонија и за Гоце Делчев со порака дека македонскиот великан не смее да биде предмет на никакви преговори и разговори. Градимир Марковски го следи протестот, го имаме во живо градот за во 18:30 најавен стартот. Така е, Бојана, за помалку од 1 час од овдека од пред Министерството за правда ќе започне протестот предводен од најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН од пред Министерството за правда преку мостот Гоце Делчев и центарот на Скопје и ќе заврши пред Министерството за надворешни работи. Се очекува да се обрати и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Споменети во најавата, поводот, односно темата на протестот е она што се случува последно на релација Македонија-Бугарија во врска со преговорите на комисиите составени од историчари и најспорното прашање Гоце Делчев. Опозицијската партија е со став дека за Гоце Делчев не може и не сме да се разговара. Со мене денес овдека е портпаролот на ВМРО ДПМН Димче Арцовски. Господине Арцовски, добар ден и добре дојдовте во вестите на Алфа. Добар ден и од мене за гледачите на вестите на Алфа. Почувате од Министерството за правда, споменав преку мостот Гоце Делчев завршувате пред Министерството за надворешни работи. Предпоставувам символиката е токму таа на МНР да му се упати порака за тоа како државата треба да се постави во одбрана на националните интереси во преговорите со Бугарија. Да, токму така, символиката е многу јасна за граѓаните. Граѓаните ја знаат символиката, тргнуваме, односно се собираме во 18:30 тука пред Министерството за правда, токму пред оваа зграда, која што практично е изворот на сите неправди во Република Македонија, е водена од страна на СДСМ Зоран Заев и неговите пиони. Претходно министерката, сега министерот Бојан Маричич. Практично тоа се луѓето кои што треба да донесат правда, ветува дека ќе донесат правда, нормално го изневерија народот и граѓаните и сега повторно со истите ветувања сакаат да едноставно се наметнат кај граѓаните. Од тука тргаме преку мостот Гоце Делчев до МНР, Министерството за надворешни работи. Таму ќе има говорници, каде што последното излагање ќе го има председателот Христијан Мицкоски, кој што ќе им се обрати на луѓето кои што ќе дојдат со нас заедно на протестот. Символиката е таа, Гоце Делчев е идентитетот и достоинството на македонскиот народ. Тоа е човекот кој што е впишан и во химната, државната химна на Република Македонија, и за него не треба и не сме да се преговара, и тоа се Гоце Делчев е едноставно црвената линија во тие преговори. Тој е човекот кој што го разбирал светот како културно поле за надпревар помеѓу народите, но очигледно тука во Република Македонија имаме еден премиер кој што и не е така поддржан од граѓаните, кој што единствено светот го разбира за правење криминал во владата и за распродавање на сите национални интереси. Како што реков, Гоце Делчев е црвената линија и тука треба да едноставно се повлече линија, за него не смее да се преговара. Од друга страна имаме влада која што наместо да се грижи за проблемите на граѓаните, да се грижи за националните интереси, имаме влада која што за само 2 месеци од како помина изборите има буквално 1 тон криминали и народски кажано. Почнувајќи од оној скандал со Миодраг Дака Давидовиќ, бизнисменот, кој што соработува и дал мито кај владата на Зоран Заев пред неколку месеци, изгласувањето на Дупот Шикелак на 2000 станови, пропаѓање на Евростандард банка и многу други ред скандали и афери кои што во моментов ни се случуваат. Денешната тема е нели Гоце Делчев и во насока на националните интереси. Зоран Заев во едно неодамнешно интервју најави дека македонската страна заедно со Бугарија би нашла соодветно решение за прашањето отвореното за Гоце Делчев. Сметате ли дека актуелната влада се става во одбрана на националните интереси и какво е тоа решение кое што би можеле да го очекуваме, имајќи ги предвид сите претходни случувања и договорот со Грција и овие најави кои што денеска можевме на одредени портали да ги видиме дека Бугарија веќе се поставува во насока на блокирање на почетната преговарачка рамка за Македонија. Што можеме да очекуваме од Софија и што можеме од оваа влада како народ да очекуваме во одбрана на националните интереси? Јас би говорел конкретно за оваа влада која што е во Република Македонија и конкретно за Зоран Заев. Зоран Заев како човек има две работи кои што го карактеризираат во тој поглед во однос на
крупните прашања кои што тој ги решава. Од една страна, за сите прашања тој едноставно крие од граѓаните што договорил и не излегува јавно да каже што е договорено и како за после тоа кога било што ќе подпише да биде доцна и да бидат граѓаните пред свршен чин, а втората работа е ветува. Еве веќе 4 години ветува. Не само на оваа тема, вклучително за договорот со Бугарија и за Гоце Делчев, за многу теми. Ветува и ништо не исполнува, едноставно ги лаже граѓаните, за се што вети ги излажа. Така да не очекувам решение во полза и во насока на заштитување на националниот интерес, бидејќи сепак се работи од оваа страна за Зоран Заев. Се работи за човек кој што во многу наврати има излажано и ги има прелажано граѓаните. Така да веќе неколку години само се ветува и ништо не се исполнува. Нашиот став во однос на Гоце Делчев е јасен, тоа е дека Гоце Делчев е црвената линија. Не можам да очекувам ништо повеќе, а во однос на оние најави кои што денеска можеме да ги видиме низ медиумите во однос на блокадите, тоа е една единствена работа која што ја дефинира оваа влада во однос на сите прашања, не само надворешна политика, дали се работи за внатрешна политика или економија. Се работи за немање капацитет. Немање капацитет од страна на луѓето кои што ја предводат оваа влада и кои што треба да работат во насока на граѓаните и државата. И уште едно прашање, протестите започнаа пред известен период по поскапувањето на цената на струјата. Денеска продолжуваат со изразување на став во однос на прашањето за Гоце Делчев. И очекували Македонија жешка политичка есен, ќе продолжи ли ВМРО ДПМН на улица да го изразува револтот за многу прашања за кои што смета дека на тој начин е потребно делување во периодот кој следи? Да, апсолутно, веќе беше најавено и претходно, мислам дека тоа и не треба неколку пати го повторуваме, но еве уште еднаш ќе повторам за граѓаните кои што не следат во моментов, да, не очекува жешка есен, но вклучително го очекува Зоран Заев и многу жежок и напорен мандат во однос на тоа прашање и искажување на револтот на граѓаните. Ние најавивме мирни протести и ќе тераме согласно она што сме зацртале. Има безброј прашања на кои што треба да се искаже револтот. Имаме најавени веќе, одржавме тематски протести, денеска темата е Гоце Делчев, понатака ќе има и други тематски протести кои што треба да го искажат револтот на граѓаните. Се повеќе граѓани ни пристапуваат, ни се придружуваат во нашата борба против оваа ненародна власт и апсолутно не мислиме во ниту еден момент да прекинеме или да се поколебаме во нашата намера да ја срушиме оваа ненародна власт предводена од Зоран Заев. Така да можам уште еднаш да потенцирам и уште еднаш да ги повикам граѓаните на Република Македонија, сите оние кои што сметаат дека имаат било каква причина за револт, да искажат револт против оваа ненародна власт и оваа влада предводена од Зоран Заев, слободно може да ни се придружат буквално на секој еден протест кој што ќе биде организиран од страна на ВМРО ДПМН, но и сите граѓански протести кои што ќе бидат организирани од граѓаните, искажувајќи го својот револт. Арстовски, ви благодарам за учеството во вестите на телевизија. Благодарам на покана. Бојана, тоа беше разговорот со портпаролот на ВМРО ДПМН Арстовски на помалку од еден час пред почетокот на протестот, закажан пред Министерството за правда преку мостот Гоце Делчев до Министерството за надворешни работи. Ќе имаме ново вклучување од случувањето на протестот во 18:30, ако имаш дополнително прашање, повели. Градот, ти благодарам и тебе и на твојот соговорник. Во 18:30, како што кажа, се вклучувате во живо во емисијата, што не е јасно. Благодарам уште еднаш.